Матичните лекари ќе може да препишуваат фластери и мастики со никотин, како лекарства за прекинување на пушењето. За ова ќе започнат координирани активности на сите институции што може да придонесат за граѓаните да се откажат од пушење. Konkretisht bëhet fjalë për fllasterët transmedal me çamçakëza me nikotin që mund të shfrytëzojnë qytetarët për lërjen e duhanit. Qëllimi, siç theksova, është të sigurohet prania e tyre në treg, të njëjtët nga qytetarët dhe nga kompanitë farmaceutike të përdoren dhe të jenë në treg, si dhe mjekët të mund t'i përshkruajnë ato për përdorim. Аки Мали од Светската здравствена организација изјави дека 14 од 100 млади пушат тутун, а 9% електронски цигари. Според него годишно во земјава околу 3600 луѓе умираат од пушење. Тој истакна дека зависноста од никотин не е поврзана само со традиционалните цигари, затоа што индустријата еволуирала создавајќи модерни продукти. The challenge here is that these are particularly attractive for young people. Behind the bright colors, sleek packaging, and sweet flavors lies the clear intention to normalize nicotine use and to create lifelong addiction amongst our youth. Според резултатите на анкетата на Институтот за јавно здравје во 2023 година, во соработка со СЗО, до 45,4% од возрастната популација изјавиле дека се активни пушачи, што ја прави ситуацијата алармантна. Истражувањето кое што го правевме кај во сите училишта на деца на возраст до 16 години исто така покажува висок процент. Процентот е значително над европскиот просек над регионот на Светската здравствена организација кој изнесува 25%. Дополнително загрижува и фактот што пушењето кај нас во голема мера се смета за општествено прифатлива појава, а само 17% од граѓаните во Македонија изразуваат неодобрување кон пушењето. Ова беше кажано на Светскиот ден без тутун. Инаку според СЗО, употребата на тутун ја оптоварува Македонија со трошок од околу 38 милиарди денари годишно.